Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Во Скопје со повеќе од 600.000 жители, само 28 луѓе се борат против дивите депонии. Имаме проблеми во градот, меѓутоа полека се решаваат тие проблеми. Кога надлежните се немоќни, група активисти секој викенд чистат по една мини депонија. Има толку многу ѓубре што навистина се прашувам дали постојат служби кои се бават со таа тема. Антикорупцијската комисија отвора предмет за предизборните унапредувања и именувања во армијата што ги потпиша Иванов. Сметаме дека има доволно материјал да се отвори постапка. Судирна релација врховен командант Министерство за одбрана пред крајот на мандатот на Иванов. Горко Пендаровски е подобар кандидат од Шекеринска. Меѓу четворицата кандидати тројца сме министри. И сметавме, слично како што каже и премиерот, дека сме превзеле обврски и дека тие обврски треба да ги реализираме. Апсолутно не е важно каде Оливер ќе биде. Важно е да помага на државата и да помага на партијата. Од Конгресот на СДСМ за потврда на кандидатурата на Стево Пендаровски за председател на државата. What are the chances for North Macedonia to officially start the accession negotiations with the EU? The chances are not bad. Кратко интервју со европратениците Флекенштајн и Кукан. Законот за антидискриминација 9 месеци блокиран во собранието. Колегата Владко Ѓорчев веќе неколку месеци не го става на дневен ред. Но проблем има и кај други партии. На повидок деблокада веќе од утре. Останете со нас, почнуваме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Иако од поодамна не е вест дека земјава се дави во ѓубре, првата сторија вечерва е токму на оваа тема. Како критика и притисок до надлежните, пофалба за активистите и апел до совеста на граѓаните. Никола Здравковиќ известува и учествува. Викенд. За граѓаните повик да излезат од дома. За кафулињата аларм да се премести некоја маса плюс надвор. За една група активисти, знак да извадат гребла, ракавици и метли и да го ослободат градот од наталожената шминка, составена од пикавци, конзерви, шишиња, па дури и делови од мебел и градежен шут. Името на групата е Не биди ѓубре. Никој од нас не е платен за ова. Значи, доброволно го работиме и сакаме да ја подигнеме свеста на народот, на населението, дека не треба да фрла секаде ѓубре, дека треба барем да се собират со нив, да си го стават во одреден контейнер и така натаму. Значи, примерна улога, мислам дека не е ние да исчистиме нешто конкретно да чистиме, не е тоа наша работа, ниту сакаме да ја подигнеме свеста на народот, дека треба народот да не фрла секаде каде ќе стигне. Значи, тоа мислам дека е примерно што сакаме да го направиме. Неформалната група за прв пат се собра минатото лето, кога социјалните мрежи се полнеа со коментари за ѓубрето во клиничкиот центар. Овие активисти го искористија истиот медиум за да договорат чистење. Сега меѓу нив има актери, спортисти, правници, новинари. Пред неколку дена го одбраа просторот околу македонската телевизија, каде има канцеларии за документи на МВР, а на само неколку стотини метри од дирекцијата на јавното комунално предпријатие Комунална хигиена. Не знам што прават надлежните. Не знам имаме ли надлежни. Значи, има толку многу ѓубре што навистина се прашувам дали постојат служби кои се бават со таа тема. Сериозно е. Особено оваа денешната акција, јас сум сериозно во една состојба на шок. Дека даден простор како овој тука пред МВР да може да си дозволи институцијата до толку да биде запоставен, за мене непоимливо. Мисијата на Не биди ѓубре веќе е инспирација и за други организации. Денес ја искористив можноста да им се приклучам како организација, како амбрела, со одредени наши членови и волонтери. Акцијата е супер, времето е убаво, навистина исчистивме доста ѓубре за жал, меѓутоа, се надевам дека полека и свеста кај нас како граѓани ќе се подигне на повисоко ниво. Работата тој ден траеше околу 3 часа. Енергија за нов потфат дава сликата потоа и покрај обесхрабрувачките моменти, како коментарот на дежурниот полицаец,
кој се обиде да објасни дека ѓубрето го донел ветер кој дувнал предходната ноќ. Во изминативе 8 месеци, активистите на Не биди ѓубре низ главниот град исчистија повеќе од 50 локации. Со оглед на тоа дека се работи за локации кои што се раштркани низ целиот град и се доста видливи, логично е прашањето, што за тоа време прават надлежните? Градот се чисти редовно, согласно можностите, така вели директорот на комунална хигиена, кој признава дека состојбата е далеку од идеална, но и дека оценките на активистите се престроги. Мора да кажам дека имаме доста недостиг на комунални возила, на лица вработени конкретно во секторот оператива, метачи и работници за собирање, возачи на комунални возила, меѓутоа излегуваме на крајот. Ние само во текот на 2018 година исчистивме вкупно над 5000 метри кубни диви депони во градот Скопје, што за последните 10 години толку не се чистело. Комунална хигиена може да ја заврши својата работа преку прва или втора или трета смена, но не можеме ние да бидеме дежурни екипи кои што ќе ги следиме граѓаните каде ќе го фрлат отпадот. Додека комунална хигиена е задолжена да ги чисти последиците, друга институција е одговорна да ги спречи причините за депониите низ Скопје – Инспекторатот на град Скопје. На население од повеќе од 600.000 жители, тие се борат со само 28 лица, 8 комунални инспектори, 4 инспектори за животна средина и 16 комунални редари. Главниот инспектор кој е на функцијата од пред 6 месеци, вели се обидува да се подобрат и со таа бројка. Мајндсетот на инспекторите го менуваме. Значи, веќе немаме водност на постапување. Дали сме надлежни, дали не сме, за тема што сите не засега, секој е надлежен. Доколку не е надлежен, согласно закон, записник, ќе се пренесе надлежноста до таа институција што е надлежна и што треба да постапи. Со моето доаѓање тука, значи, целиот склоп почнавме да го менуваме. Од воведување на втори, трети смени, значи секојдневни дежурства, 24-часовни дежурства. Така што имаме проблеми во градот, меѓутоа полека се решаваат тие проблеми. Но вистинското решение Богдановски го гледа во нова служба – комунална полиција. Ке може да казнува погрешно паркирање, значи ке може да реагира доколку имаме палење на јавна површина, доколку некој изфрла дали е комунален, дали градежен смет. Значи надлежностите на комуналната полиција ќе бидат доста големи и таа алка што ни недостасуваше во градот Скопје. Правиме измена и дополна на Законот за јавна чистота, каде што не може да биде фрлање на пикавец 50 евра и истурање на камион со градежен шут да биде 50 евра. За комунална полиција и повеќе инспектори се залагаат и активистите, но заедно со повисоки казни за тие што им е тешко ѓубрето да го фрлат во канта. Тој што непрописно фрла ѓубре, мака почнувајќи од пикавец до несовесно фрлање во контейнер и до контейнер, материјално, значи да биде казнет 1000 евра, 1500 евра, да има општествено полезна работа од, например, месец и пол, и таа една друга алка, нели, ако ја пишеш казната, тој ќе најде некој во општина, ќе се јави, за нив пута 2 да биде казната. Значи 3000 евра со 3 месеци општествено корисна работа. Значи тие системи и имам човек во општина ќе ја скине казната, тоа мора да престане. На комунална полиција и на повеќе инспектори веројатно ќе се почака подолго време. До тогаш има полни раце работа и за комуналните служби, но и за активистите. 360 степени направи своја мала инспекција на повеќе градски локации. Сликата е поразувачка. Безмалку секоја населба има своја мини депонија. Не ги направиле ниту комуналните служби, ниту активистите, а особено не ветрот. Не биди ѓубре. Меѓу првите пристигна пратеничката од Делчево, Мира Стојчевска, популарна по рекордниот надомест за патни трошоци и вработувањето блиски. За кандидатот не сакаше да коментира. После да не коментар. А за тоа со каков превоз пристигна, не одолеа. Со приватно. Have you already met with the leading opposition party and how would you assess their role in the process? We appealed to the leader of UMRO that they should fulfill responsibly their patriotic obligations.
една Банковска, една Силјановска, еден Миленко, еден Јади Бурек, сега уживаат, сега се смеат и викаат видеа онаа глупача на Најчевска, акаше по улиците и сега неизините кои што ги донесе на власт и дојдоа до ние не ја казнивме, ама тие ја казнија. Саботажа. Новиот бран унапредувања и именувања во армијата го сврте вниманието на јавноста. Не само поради тоа што во службениот весник на Република Северна Македонија се објавени укази од председателот на Република Македонија, туку и поради тоа што Ѓорги Иванов ги потпиша пред крајот на мандатот во предизборие, при тоа праќајќи го за воен представник во НАТО својот поранешен воен аѓутант. Владимир Мирчевски за случајот што предизвика реакции во Министерството за одбрана, а и отвори работа и на антикорупцијската комисија. Антикорупцијската комисија отвора предмет за предизборните унапредување и именувања во армијата што минатата недела ги потпиша председателот Ѓорги Иванов. Следејќи ги именувањата, сметаме дека има доволно материјал да се отвори постапка. Овој указ да се изврши веднаш. Ова го пишува во сите 6 укази на Иванов, но Министерката за одбрана нема да ја продолжи постапката за испраќање воен представник во НАТО и аташе во Франција, повикувајќи се на законски рестрикции во предизборен период. Владата и Министерството за одбрана целосно ќе ги почитуваат овие одредби и принципи. Кабинетот на Иванов има свое објаснување. Станува збор за редовна обврска која е во делокругот на непречено функционирање на државата. Иванов не гледа проблем во тоа што во НАТО го испраќа својот поранешен личен аѓутант Мирче Ѓорговски, но на 26 февруари со веќе распишани председателски избори, во службен весник се појавија 6 укази од председателот Ѓорги Иванов за унапредување и именување во армискиот врв. Началникот на генерал-штабот Васко Ѓурчиновски е унапреден во генерал-подполковник. Драган Ковачки е поставен за командант на првата механизирана пешадиска бригада. Бесник Емини е поставен за началник на штаб во Здружената оперативна команда, бригадниот генерал Мирче Ѓорговски се поставува за постојан воен представник во НАТО, а полковник Марио Јуришич за воен аташе во Франција. Во Министерството за одбрана сметаат дека е неприфатливо овие именувања да се прават во предизборен период, особено како што велат на 2 месеца пред истекот на мандатот на председателот. Министерството за одбрана нема да ја продолжи во предизборниот период процедурата за упатување во странство на споменатите личности. Неслучајно Министерството го достави предлогот за упатување на одбранбено атаже во Франција на 30.11.2018 година, што значи доволно пред распишување на изборите. И во сите контакти со председателот на државата напоменуваше дека процедурата треба да заврши до 8 февруари 2019, што за жал не се испочитува. Од ресорот што го води Радмила Шеќеринска негираат дека сите укази се донесени на предлог на Министерството и Генералштабот, тврдење што и денеска го повтори од кабинетот на Иванов. На прашањето дали со тоа што за воен представник во НАТО се именува поранешен воен аѓутант на председателот се кршат практиките на добро владење, од кабинетот на Иванов одговараат не. Донесените укази се согласно член 18 од Законот за одбрана, со кој председателот на Република Македонија и врховен командант на армијата поставува старешини на формацијски места генерали и унапредува и разрешува генерали, точка 11, и поставува и отповикува воени представници на Републиката во странство, точка 12. На забелешката дека указите се донесени во предизборие на само 2,5 месеца до завршувањето на неговиот мандат, од кабинетот на председателот одговараат. Постапката траеше неколку месеци и станува збор за редовна обврска, која е во делокругот на непречено функционирање на државата. Но така не мислат во антикорупцијската комисија, каде веќе се вклучил алармот за последните укази на Иванов. Следејќи ги именувањата, сметаме дека има доволно материјал да се отвори постапка за овој предмет. Тоа ќе го сториме на нашата наредна седница и ќе ги согледаме сите околности поради кои дошло до овие именувања. Инаку, во принцип, начелно можам да кажам дека именување од ваков тип не треба да има во време кога е започнат изборен процес, дотолку повеќе што се отвара ризик од потенцијално влијание, политичко влијание на гласачкото тело или како да кажам. Ќе утврдиме постапката, зошто дошло токму сега во овој период, во изборниот период, зошто тоа не се случило претходно, зашто тоа не се случило по изборите,
зошто блиски лица на председателот сега во овој момент се именувани. Овој аспект на поставување поранишни блиски соработници е проблематичен и за Миша Поповиќ, истражувач во Институтот за демократија кој работи на прашања поврзани со антикорупција. Прво го поставува во период на предизбори кога дилема е дали смее да го постави. Второ го поставува во НАТО кој што, како што кажавте, значи Иванов во последниот, особено во последниот период на своето председателство, изгради некоја негативна ориентација кон НАТО, особено заради тоа што зборуваше дека под притисок е донесен Преспанскиот договор, кој што овозможи влез во НАТО. И сега тоа воено аташе кој што е поставено од страна на Иванов, исто така има и дополнителната тежина пред своите колеги во НАТО, дека представува еден председател кој што имал такви сериозни резерви. Приказна за себе е тоа што указите објавени во службен весник на Република Северна Македонија се потпишани од председателот на Република Македонија. Кој го крши уставот? Иванов или службен весник? Остануваме на предизборни теми. Стево Пендаровски вчера беше потврден за заеднички кандидат на владината коалиција за председател на државата. Според веќе воспоставената пракса, вечерва во 360 степени ќе го видите она што помина незабележано во извештаите од Конгресот на СДСМ во дневно информативните емисии. Славица Филиповска е репортерка од овој настан. Голем број млади делегати и гости присуствуваа на Конгресот на СДСМ за потврдување на кандидатурата на Стево Пендаровски за председател на државата. Велат дека мотив им е како и партискиот слоган «Подобар живот». Што треба да се случи во државата за да имате подобар живот? Па мислам дека треба да почнеме најпрво од нас самите и ние самите да видиме промената која што сакаме да ја видиме овде во државата, а потоа да гледаме во другите. Промена преку партија? Прво преку нас лично, а потоа преку партија и на крајот се до тоа да се огледа во државата. Многу млади има. Значи ли тоа дека младите во Македонија единствената надеж и израз го гледаат преку партија? Мисля дека така беше до пред неколку години, дека така гледаа во партијата. Се стремиме да се смени тоа, да не се гледат партијата како агенција за вработување, пошто и не е реално да збориме. Партиите во европските земји не работат така. Во партија се оди доброволно за придонес. Меѓу првите пристигна пратеничката од Делчево, Мира Стојчевска, популарна по рекордниот надомест за патни трошоци и вработувањето блиски. За кандидатот не сакаше да коментира. После ќе дадеме коментар. А за тоа со каков превоз пристигна, не одолеа. Со приватно. По неа пристигнаа повеќеми на актуелни функционери од СДСМ, но и поранешни. Здраво живо. Атмосферата пред Александар Палас се загреа со пристигнувањето на единствениот кандидат за председател Стево Пендаровски, на кого присутните веќе му се обраќаа со функција за која допрва ќе се бори. Председателот на слика да направиме. Редот за фотографирање згусти, па на помош беше повикана потенцијалната прва дама. Помогне да. Со боја донес. Само Стево да видам. Прв ветер во грб на кандидатот му даде пратеникот од НСДП Горан Мисовски. Се е потврдено, а баш ка ти еднаш си докажам, така да сум бил еднаш, да. Сега ќе победиш сигурно. Знам дека помарот е бакал ке доживе. Влегувајќи, Пендаровски се подсети на председателската трка од 2014-та. Све познати факти од 5 години мајка. Дека Пендаровски е предлогот, премиерот обелодени уште во петокот, па Конгресот беше само формалност. Коментар за изборот побаравме од оние што заедно со избраниот се споменуваа како потенцијални кандидати. Прашам зошто Пендаровски е подобар кандидат од Шекеринска? Мислам дека оно што беше најважно е да најдеме решение кое ќе биде добро за нашата држава. И тоа кога го најавувавме во почетокот на кандидатурите, можеби некои луѓе и не ни веруваа. Сега се покажа дека тоа што сме го кажале, навистина сме го мислеле. Меѓу четворицата кандидати, тројца сме министри. И сметавме, слично како што каже и премиерот, дека сме превзеле обврски
и дека тие обврски треба да ги реализираме. Зошто Пендаровски е подобар кандидат од Спасовски за президент? Ние донесоме одлуката и таа одлука донесена врз основа на сите наши анализи. Јас сметам дека моето место, како и до сега, ќе биде овде, во СДСМ, во поддржување на прогресивните политики, а лично, апсолутно не е важно каде Оливер ќе биде. Важно е да помага на државата и да помага на партијата. И почна официјалниот дел од Конгресот. Премиерот, кој честопати ги коригира соработниците за новото име на државата Република Северна Македонија, химната ја подпевнуваше во оригинал. Одговорница, лидерот на СДСМ, освен за постигнувањата на партијата и власта, во екот на аферите за непотизам имаше конкретна порака до сопартијците. Работејќи посветено и внимателно, да внимаваме на етичките и моралните норми, да покажеме интегритет и да ги поддржиме институциите да му пркосат на секој кој има намера да стекнува корист врз грбот на граѓаните. За кандидатот не штедеше пофалби. Председател кој е противник на поделбите и изолациите и која промовира Северна Македонија како глобална и праведна земја. По говорот на Заев, Конгресот беше затворен за јавноста. Новинарите чекаја во посебна просторија. Делегатите добија пауза, една, а потоа уште една, вонредна. 700 делегати на СДСМ среде Конгресот се на пауза, бидејќи кандидатот Стево Пендаровски мораше да оди до Мала Речица да ги испочитува коалицијските партнери ДУИ кои застанаја за неговата кандидатура. Токму таа партија ДУИ на претходните избори повика на бојкот и него поддржа кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Присутните 712 делегати едногласно го поддржаа Пендаровски. На 21 април и на 5 мај нема да се решава за нечија политичка кариера. Тоа ќе биде најмалку битно. Далеку поважно е да покажеме дека во една мултиетничка држава на Балканот е возможно луѓе од различни етникуми да се обединат зад исти цели. Членство во евроатлантските интеграции, закони кои ги унапредуваат правата на граѓаните и политички представници кои ги надминуваат и поминуваат вековните етнички линии на поделба. Со говорот на Пендаровски заврши Конгресот. Ден порано, неговата против кандидатка од ВМРО ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова изјави дека е шокирана што СДСМ заборавиле на распишаниот јавен конкурс и повеќе мината пријавени кандидати. Не, видете, мислам дека партијата согласно сите процедури си го избра кандидатот. Денеска сме сите срекни на Конгрес, апсолутно застануваме позади него. Мислам дека тоа е коментарот. Апсолутно тука денеска се беше испочитувано како процедура и ние сме срекни и одиме до победа. Мислам дека на ваков свечен чин, свечен и победнички чин, нема потреба да коментираме малициозни изјави. И губитнички, апсолутно. По 4-часовниот собир, дел од делегатите организирано тргнаа дома. Со оглед на тоа што Заев најави посета на сите места во предстојната кампања, делегатите ќе имаат шанса да му искажат поддршка на кандидатот за председател најмалку уште еднаш, на домашен терен. Законот за антидискриминација 9 месеци блокиран во собранието. Колегата Владко Ѓорчев веќе неколку месеци не го става на дневен ред. Но проблем има и кај други партии. На повидок деблокада веќе од утре. Кога немаше економска комоција, кога буквално сме поприлично без пари. Да. Чому не идентитетот? Саботажа. Шансите за Северна Македонија во јуни да ги почне пристапните преговори со Европската Унија не се лоши. Ова е оценка на германскиот европратеник, левичарот Кнут Флекенштајн, кој со неколкумина колеги во Скопје ги скенираше реформите неопходни за позитивна одлука на земјите членки на ЕУ. Во краткото интервју, заедно со колегата десничар Едуард Кукан, одговараат и на прашања за влијанието на европските избори на одлуката за земјава, како и за улогата на опозицијската ВМРО ДПМН во процесите овде дома. Александар Димитриевски разговара со Флекенштајн и Кукан.
What are the chances for North Macedonia to officially start the accession negotiations with the EU? The chances are not bad because a lot of reforms are starting now and there are concrete requirements, and I think there is a good chance that government and parliament will fulfill these requirements. This is our conclusions of the day yesterday and today. How satisfied are you actually with the speed and the quality of the reform process within the country? Well, it's for the European Commission, which is leading the negotiations. We know that your government is doing very actively everything to fulfill all the criteria, because that's the only way to get positive recommendations from the June European Council of this year. There is not much time. You have presidential elections coming, so reforms must be really of good quality and in full. They have to be, all the criteria should be fulfilled. We think that you are doing well, so chances are good, but the chances will be implemented only when 100% of the reforms is done. Is that plausible? No, 100% maybe not, but the main thing is to have the laws and then starting implementation, of course. That everything is implemented, nobody expected such a short time, but that the will, the political will is clear of parliament and government, and that you can see which kind of laws they decide. Do you see the European elections as a strong factor in the final decision, especially having in mind the reserved position of France and the Netherlands? That's what I said. I exaggerated it, that you have to fulfill for 100% and nobody can say anything. But I agree that the political trend, which is very clear that you are doing everything, the more and more things are being done. European elections will of course be important. There will be new European Parliament after the elections. I don't believe that there will be dramatic changes, that there will be representatives of those new populist parties that they would have majority. I don't think so. The traditional parties will be the strongest and they will set the tone of the further development of the European Parliament. And you should also know that the European Parliament is always supporting the enlargement. It is also in the case of North Macedonia. And it's very clear. We expect from the Council that they stick to their words. And cross-party, the European Parliament is clear. Opening of accession, it's high time to start with. The progress reports of the aspirant countries will be published after the European elections. Is this a good thing or a bad thing? I don't think it is. It's a tricky thing. It's a tricky thing. If you do your work well, then it doesn't matter when it is published. Have you already met with the leading opposition party, and how would you assess their role in the process? Yes, we met with the leader of the party, Christian Mickoski. We were also interested about the position of VUMRO DPMNE concerning the participation of Jean Monnet dialogue, which they recently said that they are suspending their participation. We were assured that they will be participating, that it was only temporary. They want to fully participate in that. Of course, in this situation, there is always a role for the opposition. And the questions which are of long-term importance for the country, opposition should play positive democratic role. I know it is difficult to have the smooth cooperation between the government and the opposition parties, but we appealed to the leader of VUMRO that they should fulfill responsibly their patriotic obligations. And I have no doubt that
although there are some trouble always in between, I have no doubt that they mean it, and this is a good feeling. You came to Skopje from Tirana. How would you assess the chances of Albania also to progress towards official start of accession negotiations? If the Council is concentrating on facts like judiciary reform, going on of wedding and so on, they should have a clear, good chance. If we take into account the political situation with burning mandates, going to the streets, having violent demonstrations, the image is a problem maybe, but I think, will urge the Council to concentrate on the facts. And the facts are, they are doing a good work by implementing the reform. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you for your interest. Две крупни реформи што ги иницира Министерството за труд и социјална политика, за социјалната и детската заштита, како и во сферата на антидискриминацијата, подолго време се блокирани во собранието. СДСМ и ДУИ не можат да се договорат за некои елементи во предлог законите. Особено долго на усвојување чека Законот за спречување и заштита од дискриминација, за кој сепак стигнуваат сигнали дека би можел наскоро да биде деблокиран. Првиот чекор во таа насока се очекува веќе од утрешната владина седница. Петар Кленчарски. Веќе 9-ти месец собранието бега од предлог Законот за антидискриминација доставен од владата. Колегата Владко Ѓорчев веќе неколку месеци не го става на дневен ред на Собраниската комисија каде што е председател. Но проблем има и кај други партии. Точно е дека и во ДУИ постојат се уште тие дилеми, постојат и во другите политички партии, меѓутоа сметам дека треба да се остави простор да разговараат и да постигнат едно решение. Невладиниот сектор обвинува дека политиката прави злоупотреба на текстот и покрај декларативната поддршка. Цело тежиште беше ставено на сексуалната ориентација, родовиот идентитет и унапредување на правата на ЛГБТ луѓето, што е само еден аспект на текстот на новиот закон. Новиот закон за антидискриминација во расчекор меѓу локалниот партиски конзервативизам и усогласување со регулативата на ЕУ, кој го кочи, а кој може да го откочи процесот. На владина седница беше прифатен предлог Законот за спречување и заштита од дискриминацијата. Со него се уредуваат. На 19 јуни 2018 година владата објави дека министрите го прифатиле предлог Законот за спречување и заштита од дискриминација, изработен од Министерството за труд и социјална политика. Неколку дена подоцна, текстот стигна до собранието и заглави во фаза на прво читање. Председателот на Комисијата за труд, Владко Ѓорчев, и ден денес одбива да го стави на дневен ред. Неколку наврати комунициравме, едноставно тој вели дека за него овој закон е проблематичен и дека не може да го стави на дневен ред. Од пристигнувањето на предлог законот па досега, одржани се 9 седници на Собраниската комисија за труд и социјална политика. Ова работно тело брои 12 члена, од кои 4 пратеници на СДСМ, 5 од ВМРО ДПМНЕ и по еден од ДУИ БСЕП ЦЕР, кога не една од седниците пратеничката Морачанин предложила законот да се стави како прва точка на дневен ред. Мнозинството составено од ВМРО ДПМНЕ, но и од ДУИ ЦЕР било против. Безуспешно, практично немаше поддршка за да се стави законот на дневен ред и потоа едноставно некако се одложуваа комисиите и мој личен впечаток е дека практично се немаше волја овој закон да биде ставен на дневен ред и да се отвори дискусија по тоа прашање. Хронологијата, но и други факти покажуваат дека основниот проблем е што владеачката ДУИ нема усогласен став за ова прашање. Проблемот стана уште поведлив кога во јануари годинава вице-премиерот за евроинтеграции кажа дека има спорни моменти во текстот. Па зборувам и за ЛГБТ заедница, меѓутоа и други спорни категории кои што еве сега не можам да се сетам. Не треба да се притиска ова решение се додека овие предрасуди не се разговараат и со електоратот и со партиите кои што го представуваат тој електорат. 3 дена подоцна,
Османи изјави дека бил погрешно протолкуван. ДУИ го поддржува овој закон и ќе гласаме за поддршка на законот. И јас мислам дека и електоратот и луѓето созреваат во однос на ова прашање и ДУИ го рефлектира тој став и дава поддршка. Но од тој момент помина повеќе од 1 месец, а законското решение никако да дојде на дневен ред во матичната собраниска комисија. Ниту еден пратеник од ВМРО ДПМНЕ, независната пратеничка група и ДУИ, не сака или нема време јавно да го артикулираат ставот за новиот закон. Иако дел од нив ни рекоа дека кога ќе дојде време законот да биде на пленарна седница, истиот ќе го поддржат. Неофицијалните информации говорат дека од ВМРО ДПМНЕ барале во законот да се внесе дефиницијата дека бракот е заедница меѓу еден маж и една жена, како гаранција дека наведувањето на сексуалната ориентација како основа за заштита од дискриминација не е вовед во хомосексуални бракови со право на посвојување деца. За Наташа Бошкова од коалицијата Маргини, ова можно решение не е идеално, но не и целосно неприфатливо. Сметам дека не треба едно прашање кое веќе е регулирано во Закон за семејство да се регулира во Закон за спречување и заштита од дискриминација, но ако тоа е картата до донесување на квалитетен закон како што имаме во моментот како предлог закон, па и зошто да не. Според Бошкова, многу поважно е што со одложувањето на носењето на законот се одложи и формирање на нова комисија за заштита од дискриминација. А токму во овој период, таа комисија му ја даде визата на Никола Груевски за азил во Унгарија, со мислењето дека е политички дискриминиран. Сега е прецизирано најмалку 7 години работно искуство во областа на човековите права, од кои што 5 во областа на дискриминација, односно заштита од дискриминација. Така што овој критериум од старт би елиминирало можноста да добиеме неквалитетни членови на комисијата. Секако не можеме целосно да се ослободиме од политичките партиските влијанија на членовите кои што би ги избрали, имајќи предвид дека нив ги бира мнозинството на пратеници во собранието, кои што се нели на пратеници од владеачките партии. Еден од начините предлог законот да ја почне процедурата на усвојување е председателот на собранието Талат Джафери да го замени Владко Ѓорчев на позицијата председател на комисијата за труд, ако пратеникот од ВМРО ДПМНЕ одбие барање од спикерот да свика седница за законот за антидискриминација. Ние дискутираме околу тоа за да се надмине ова блокирање на законот, да председателот на собранието назначи председавач и да се стави точката на дневен ред и да се разгледува, и мислам дека во таа насока ќе се одвива понатаму самиот процес. И тоа било, мислам, и е деловничка можност и било и пракса заради други основи во собранието, не е нешто невообичаено. Новите информации велат дека на крај е избрана варијанта со која ќе се заобиколи Собраниската комисија за труд и социјална политика, со која председава Владко Ѓорчев. Владата најверојатно утре повторно ќе го усвои предлог законот со европско знаменце и ќе побара од парламентот овој пат да го усвои во скратена постапка. Во новиот обид, законот ќе оди само на Комисијата за европски прашања пред да пристигне на пленум, како начин да се усвои пред изборната пауза на собранието. Наред е уште една кратка пауза, а по неа е саботажата. Останете на Алсат. Ново издание на Саботажата. Автор е Сречко Поповски. Моделот на бегање од одговорност јасно се огледа во дисфункционалните локални власти, кои не успеваат да се справат со проблемите со кои се соочуваат, па нудат наводни аргументи, од кои треба да се види нивната трудолюбивост, која никако да вроди плод. Јас имам доста слики во мојот телефон, кои после завршување на емисијата може да ги преземете, дека градоначалникот оди, интервенира, а резултатите, мислам, ги нема. Отсуството на опипливи резултати влијае врз расположението, па лошата состојба предизвикува депресија, за која единствен лек е непотимизин. Тој го враќа тонусот и го регенерира ликот,
определувајќи го семејниот и партискиот идентитет на секој оној што успешно ги вработува своите роднини. Кога немаш економска комоција, кога буквално сме поприлично без пари, чуму не идентитет. Некој пак нема проблем со парите, ама има со идентификацијата. Тогаш со леснотија се повикува на авторитети и идоли на кои сака да личи, иако не само политичкиот, туку и секој друг код за препознавање не одговара на оној што се посложува како пример. Тргни застани кандидатот за председател, решил да се поистовети и нелогично да искористи туѓа логика. Појдов од логиката на Обама. Ако шефот кој рече, ако сакате да бидете председател на држава, дојдени од друга држава, дојдете во Америка. Може би наликуваме на Америка, ама на она од пред 2 века, кога представата за неа се градела преку символиката на дивиот запад. Ако анархијата тогаш била синоним за правдата, таа и денеска е озаконување на беззаконието, кој е постулат кој ги разграничува оние што имаат чувство за неа и тие што, како и тогаш, биле попаметни од останатите. Верувам дека било кој од нас се почувствувал малку глупаво. Затоа што го почитувал законот, одеднаш се почувствувал, јас лично, како човек, сум се почувствувал, чекате, јас сум будала. Ништо поразлично не се чувствуваат ниту оние кои се бореле за неа, ама наместо да ја добијат, сега таа се удира под нивната глава. Не се предмет на подсмев за паричната казна, туку за принципите, кои комплетно ја губат смислата. Една Ванковска, една Силјановска, еден Миленко, еден Јади Бурек, сега уживаат, сега се смеат и викаат, видија онаа глупача на Најчевска, акаше по улиците и сега неизините кои што ги донесе на власт и дојдоа до ак. Ние не ја казнивме, ама тие ја казнија. И на крајот, за оние кои сакаат да бидат наградени со кандидатура, ама изгледа или не живееле во оваа, или се кандидирале за председател на некоја друга држава. Сега моментално зимето веќе не смееме да дискутираме дали е Македонија или Северна Македонија. Тоа е многу осетлива тема. Али ако нема председател, тогаш државата ќе остане тој проблем да го решава во собрание. И прашање и таму како ќе се реши, дали ќе се реши. Прашањето со името е решено. Ама и Северна, како и претходно Република, никако да најдат одговор на вистинските прашања. Оние кои Македонија ќе ја направат западна. Се одјавуваме на крајот на уште едно издание на 360 степени. Благодарам што бевте со нас. На Алсат следуваат вести, а ние повторно се гледаме в петок од 22. Пријатно!